Дали некогаш сте пробале солен сутлијач? Искрено, ни јас. Ама затоа денес правиме рижото со 3 видови на печурки. Првично ни е потребно многу ситно сецкан кромит. Нормално масло, потоа ситно сецкан кромит, кои се тие 3 видови на печурки? Првата ни е портобело, обични бели шампињони. И исто така шампињони, но кафени. Ги сецкаме печурките на ситно. Ги додаваме и печурките. Ако има потреба, додадете малце масло. Сега е вистинскиот момент да се додаде оризот. Кога волуменот од печурките ќе опадне, додадете го оризот. Басмати ориз во овој случај. Го пржиме оризот се додека не се стопли зрното. Тука имам пилешки бујон, поточно 1 литар вода и 2 пилешки коцки. Ќе биде потребно за рижотото. И едно запаметете, ова не е припрема на класичен ориз. Не се прави како секој класичен ориз со однос колку вода толку ориз. Туку постепено се додава од бујонот. Сега ќе ви објаснам. Постепено додаваме од пилешкиот бујон, но пазете, мора да биде врел. Сега, кога веќе бујонот не исчезна, тоест не испари, ќе додадеме уште малце бујон. Се така додека не се свари зрното. И повторно бујон. Не мора да значи дека треба да го употребиме целиот бујон. Зависно од оризот. Сега, оризот е веќе сварен, но треба да запазиме да имаме оттечноста за да може да го формираме сосот. Сосема доволно. Сега е целата магија. Доволно е со готвење. Исклучуваме. Нема потреба. Додаваме путер. По можност ладен. Мешаме. Гледате, почнува ќе се формира сосот од самиот путер и од самиот скроп од оризот. Прекрасно. Нормално, рижото не е рижото ако не додадеме пармезан. Ставете убаво, не го жалете. Мешаме. И тоа е тоа. Бум! Не мора да додавате сол, затоа што имаме нели претходно бујон, имаме пармезан, но се зависи како ви милува душата. Еве дечки, рижотото е готово. Вака нешто изгледа нашето рижото. На здравје!